Почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, добро дојдовте во новото издание на Агроспектар, вашата емисија што ве информира и едуцира. Квалитетното земјоделско производство е во фокусот, затоа содржините кои што ги подготвуваме секогаш се со таа намена. Времето кога е во прашање како главен фактор во земјоделското производство, приреди големи изненадувања, ниски температури и веќе штети во земјоделското производство, особено кај раните сорти од овошните култури, меѓутоа понекаде и во градинарското производство. Каква година е пред нас, останува да видиме, меѓутоа ништо ново нема во аграрот кога е во поглед задоволството на земјоделските производители. Тие не се задоволни, уште на самиот старт веќе се соочуваат со проблеми, револтираност и така натаму. И понатаму откупните цени не се познати по кои што ќе се откупува нивното производство оваа година, иако тоа треба да го знаат уште на самиот почеток од годината. Кога е во прашање аграрот, тој и понатаму тоне, пропаѓа и не се случува ништо ново, освен она познатото дека го уништуваме производството на храна во Република Македонија. Агроспектар започнува со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро не дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. 3 децени ги повторуваме истите работи, ништо ново во аграрот, тој продолжува да тоне, времето не е сојузник на земјоделците и на производството на храна. Професоре, што се случува во растителното производство, дали е во добра кондиција кога е во прашање честата промена на времето, негативните температури, пролетниот мраз, ќе имаме ли уништување на производството? Токму така, во оваа мала увертира која дадовте, 30 години аграрот не се менува ништо, него очигледно тони по однос на производството, кое најновите статистички податоци зборат дека имаме уште само 20% производство наше, а 80% од производството, од производите за хранење на човекот ги увезуваме. Тоа е трагедија на нашето време. Но крилаците што ги слушаме пред се со нечестното и непотребно инкорпорирање на политиката, гледаме дека како во аграрот да цветаат рози. Ние сме со неколку дена пред Великден. Јас ќе чувствувам атмосферата кај земјоделските производители, наместо едно ведро расположение, тие и обичниот граѓанин, посебно земјоделскиот производител, пред Великден сегаш се има еден оптимистички чин на видување и желба и надеж за успешна година. Сега нема такво нешто. Но сега гледам едно затајување на таа ведра атмосфера пред се, како што рековте, во времето како фактор. И навистина ние имаме тоа тектонско пореметување што го секогаш збориме во овие наши емисии, имаме еден голем крах на земјоделското производство токму од времето како фактор. Сега свесни сме колкави штети имаме последните само 2 години. Минатата година од сушниот период изгубивме милиони килограми грозје, нешто и од мразот. Нешто од мразот, а сега имаме од кајсијата, праската, веќе дефинитивно од кајсијата и праската имаме големи штети. Црешата е зафатена малку и најважното лозарство кое го има кавадарци. Јас гледам еден оптимизам кај луѓето, вика закачи малку на кавадаречки. Значи на оние пониски места, кај што е конфузијата на ниската температура задржана подолго време, посебно кај Смедеревката како една сорта која тргнува порано и тука имаме на еден начин одредени штети, но велат штетите се многу мали и така да остане. Но, бидејќи јас го пратам времето 50 на години, до почетокот на мај, ние пак ќе имаме одредени непредвидливи
действие на времето, Се најавува нестабилност, врнежи од дожд, и пороен снег, дожд. чак и снег, и ниски температури. Моја лична желба е тоа да не се случи. Но најавата како што е, со пореметување на времето, факт е дека предпазливоста на тоа поле треба да биде изразена. Инаку, по однос на сето тоа, времето причини доста големи штети, не само во овоштарството што збориме за кајсијата и струмичко, исто така има големи штети, слушаме ресење, болкото има штета. Сето тоа е завод на времето, кое најмалку им е потребно на Република Македонија. И покрај намаленото производство, штетите веќе од пролетниот мраз, закана е и нестабилното време кое што веќе се најавува. Точно. А влегуваме и во период на градоносни облаци, кој може да го уништи целото производство. Точно така. Што значи ова година и тие 20% од производството се под директна закана на временските услови. Значи, нестабилноста на времето предизвикува и влегување во оној критичен градобитен период што секоја година ние го означуваме. Меѓутоа државата не е подготвена за действување. Со осигурителните куќи гледаат што можат да земат од производителот, а да тој биде донесен до крајниот свој чин. Оставен што ќе даде Господ. Инаку долгорочната прогноза, тоа го збори. Промена до мај месец ќе имаме уште. Но хидролошката состојба, иако се најавуваат и се најавуваат уште до врнежи од дожд, јас уште верувам дека до крајот на април ќе имаме врнежи од дожд, бидејќи акумулациите тек дојдоа до некое ниво на технички минимум, а пред нас е долго топло лето, каде што водата ќе биде насушна потреба, бидејќи таа недостасува во големи количини и минатата година и ова година. Имавме тотално сушна зима. Во пролет имавме температури од 22 степени, знам на некои од емисиите, некои од лозарите, на куси ракави ги кроја лозијата. Во каква кондиција е производството во поглед на тоа дали рано градинарските култури веќе започнаа да се берат? Тука има еден охрабрувачки чин, каде што јутата пиперка, која од јануар почна со берење, има еден континуитет, посебно бивши југословенските држави, ја откупуваат и тоа мои производители, што се мои клиенти, се задоволни и од цената и од производството. Бидејќи имавме високи температури, има топла вода и има добри берби. И сето тоа ме радува. Со зелката, топло-ладно, трговците манипулираа, но и тука времето, преку 40 до 50% зелката исцвета. Производителот и тука е директен губитник на количини од зелка за кој требаше да добие пари. И сега што е ова недела? Чудно, ова е интересно. Недела пред Великден, зелката дојде до откупна цена 50 до 55 денари. На магазини. Тоа е големо откупна цена. Тоа затоа што ја нема. Затоа што пропадна голем дел од зелката и цвета на зелка не може да се продаде и сега успех имаат оние луѓе кои од инерција посадија зелка и велат од таа зелка добив најмногу. 55-50 денари вика откупна цена на зелката. И тоа е факт кој радува да пред великденските празници да имаат некаква сатисфакција. И трговската сфера која пред 2 недели кога имавме емисија, ако се сеќавате, сакаа да ја направат 25 до 30 денари зелката. Меѓутоа, побарувачката дојде поголема и од Полска и од други земји и сега дојде над 50-55 денари. И ја нема. А тоа нешто треба да се планира да производителот произведува за познат купувач. Тоа е она што го немаме во државата и тоа е она што го мачи земјоделскиот производител. Вашите лозари сега се притаени и сега тие кроја, така? Врзуваа сега. Ке филизат, ке прават, ако го прашате
на кој ќе го дадеш лозјето, не знам. Не знае на кој. За која цена и тоа не знае. Значи, таквото нешто кај земјоделските производители предизвикува револт. Зошто? Затоа што тој треба да има цена за која го работи грозјето и да добие кило повеќе од него. Наместо тоа, немањето на трајната стратегија од осамостојувањето до денес, на трајната стратегија за развој на аграрот, тоа е голем хендикеп. Секоја од гарнитурите кога дојдеше со обеќања за година-две, тоа ќе направиме, тоа ќе ги вратиме лозарите, ќе ги вратиме јаболкарите, ќе ги вратиме оризарите и ќе дојдат нови избори, нови луѓе, нов план. Како порано што беше министерот Ефти Манчев беше против берза. А берзата е местото каде што треба да продадеш квалитет. Ангелов ја почна како министер. Берзата се смени власта, дојде Анчев, нема потреба од берза. Значи, со еден збор, трајната стратегија подразбира без разлика кој е на власт. Адхок политики во земјоделството кои што даваат. Тие адхок политики на страна. Трајната стратегија без разлика кој е на власт треба да се реализира во интерес на државата. А не преку политички постапки да се оди или да се... И пред избори да се даде некој денар за земјоделците и да се купи социјалниот мир. Токму така. Имаме новини од фитофармацијата, редовно ги презентираме. Во продолжение следува и прилог токму со оваа тема. Еве токму во овие едукативни емисии со прилог кој навистина заслужува внимание. Ние често во овие наши едукативни емисии збориме дека фитофармацијата навистина бележи чекори, и тоа позитивни чекори напред, во осовременување на користење на средства и што е најважно, анулирање на оние токсични творби кои до сега беа во фитофармацијата како главно оружје. И таа најава ја даваме подолго време, веќе почнавме со одредени биолошки препарати и ова недела ќе имаме итекако добро ново решение за она што во земјоделието значи многу. Успешна заштита, а од друга страна минимум резидуи. Денес кога збориме за нешто ново, тоа е новото од фитофармацијата, а се работи за ваксиплант. Органски препарат, каде што активната материја е екстрахирана од ламинарија дигитата. Тоа е морска трева која навистина со нејзината племенитост од она што го има како активна материја делува итекако успешно врз растенијата и подобрување на нивниот имунолошки дел. Ние ќе се потрудиме таквото делување, со механизмот на делување, со ефикасност и со сите работи да го уедноставиме во такви лабораториски услови, што е и цел да консуматорот, односно пременувачот на таквите средства, го препознае како негов сојузник во успешна заштита на растенијето. Генерално кажано, ваксиплантот и најуедноставено кажано, ваксиплантот всушност представува активна материја која нема токсични творби, а која го предупредува или го побудува имунолошкиот дел на растенијето да тоа имунитетот ојача и да нема можности на инфективен процес од болест. Тоа е навистина голема работа, која нешто е дело, како тоа рековме, на фитофармацијата.
Ваксиплантот го стекна епитетот биофунгицид, производ за заштита на растенијата и се одликува со еден специфичен механизм на дејство преку кој се добива една стимулација на одбранбениот механизам на растенијето домаќин и делува како фунгицид, бактерицид и делувањето е врз основа на зголемена отпорност на растенијето при сузбивање на бактериска пламеница, ервинијата, примерно, како што знаеме каква е опасноста за воопшто за производството, пепелницата, сивото гниење, краставоста, пламениците, со што тие го намалуваат производството во земјоделието. А со редовното и континуирано и квалитетно, стручно аплицирање на овој препарат имаме фантастични резултати, кое нешто во годините кои се пред нас треба да биде и главно оружје за квалитетна борба и заштита на растенијата од болестите кои се секојдневие и кои причинуваат големи штети. Рековме дека ваксиплантот, пазите колку далеко отишла фитофармацијата, од морската трева, тоа е ламинарија дигитата, е екстрахирана активната материја која се вика ламинарин. Сега, ламинаринот екстрахиран и формулиран во препарат ни дава за право да го опишеме како со својот механизам на делување, тој делува во растението и растителната клетка. Во ламинаринот, во неговата молекула, во неговиот состав, структурно, се сместени елицитатори. Елициторите кои се во самиот препарат со апликацијата на овај препаратот во самото растение, тој се прикачува буквално за самата клетка. Еве тоа може овде да го камерата види. Прикачувањето на елицитаторите за протеинскиот, за тие рецептори на самата клетка и тие рецептори кои го попримаат елицитаторот, тука настанува побудување на имунолошкиот дел на растението да било кој патоген не може да ја изврши инфекцијата и да причини штета на растителните делови. Дали е тоа ервинијата, дали е тоа некоја друга бактерија, дали е тоа некоја пламеница, дали е пепелница и така натаму. Значи, тука имаме еден, со активната материја на ламинаринот и неговата апликација, тој буквално го ојачува или го предупредува имунолошкиот дел на растението дека тука има можности за инфекција. И тука, со таквото побудување, имаме ние резултат кој навистина заслужува внимание од примената на ваксиплантот во земјоделското производство. Ако кажеме дека ваксиплантот е универзален препарат, компатибилен, каде што тој може да се користи и во оранжериско производство, може да се користи во овощарството, лозарството, во сите и цвеќарството, што е многу симптоматично и постигнува фантастични резултати. И тука имаме навистина еден фантастичен чин на успешна заштита на сите растителни видови. Реков дека ваксиплантот со неговата одлика на широк спектар на делување има големи
економски ефекти и значај за скоро сите патогени по одгледуваните култури. Ние ќе спомнеме сега, еве, една круша, како вид во Република Македонија, секоја година имаме ние проблеми со Ервиния амилофлора. Тоа е бактериска пламеница. И мора да кажеме дека крушата, навистина, ред години, ние имавме преку 270 хектари копачење на насади од круша заразени од ервинијата. Со примената на ваксиплантот, бидејќи од тогаш имаме веќе констатација кај одредени крушкови насади враќање на ервинијата. Ваксиплантот може да биде фантастично решение за ервинијата да не ни се врати. Со таквите третмани ние имаме веќе еден квалитет плюс заштита од ервинијата, што е, како што рековме, една многу опасна по крушката и дуњата, посебно гевгелискиот дел, каде што има услови. Тука одгледувањето на дуња може да биде ризично, бидејќи ервинијата може многу лесно да нападне. Бидејќи ние, мора да кажеме тоа, пред низа години, ние се ја увезовме од Грција ервинија амилофлора, каде што се одгледуваат одредени садници, саден материјал, овощарство и така натаму, околу верија и така натаму. И тука ние имаме веќе една опасност, а таа опасност треба да ја ние препознаеме и да се заштитиме со ваксиплантот од таквите чинители кои можат да причинат доста големи штети. Значи, препорачаната примена и тие превентивни третмани кои се даваат уште од стадиумот на глувчи уши, значи тој чин на имунолошки побудување треба да биде, значи, систематски од кога растението почне со својот почетен развој, кога се ливчињата глуши уши, кога се почетокот на развојот пред цветењето, со апликативниот дел ние постигнуваме веќе еден јак имунолошки ударен одбранбен систем, каде што патогените кои во тој период поради промени на време, поради развој циклусот на болест и така натаму, може лесно да биде нападнат секој вид. Бидејќи кога е фаза на цветење или почеток на пораст, секогаш растението е отворено и можноста, поради временските прилики и неприлики кои се јавуваат, можноста за инфекција секогаш е поголема. И затоа ние мора будно да следиме и ваксиплантот да дојде во тие периоди да го покрие тој период со ојачување на имунолошкиот дел на растението. Кога збораме за употребата, квалитетот на секое средство кое се аплицира зависи од тој прав, практично стручен пристап. И ние за секое средство збориме. Секое средство кое дошло на рафтот на продажба, хемиските индустрии вложиле многу пари. Дали се 5 милиона долари или повеќе, со повеќе годишни експериментални испитувања, се доаѓа до таков екстракт, да кажеме, од ламинарија дигитата. И тоа мора да се почитува, бидејќи со тие експериментални повеќе годишни испитувања утврдено е концентрацијата или дозата која треба да се употреби, времето кога треба да се употреби, микронизација на честиците при кои треба да се употреби за целосен опфат на растението и, како што рековме, да тој механизам на делување и активирање на елицитолите и прикачувањето на тие протеински рецептори да биде во периодот кога за тоа е правиот момент. Рековме микронизација на честичките и употребата. Значи, од 750 милилитри до 1 литар
Препаратот е сосема доволно за хектар површина. Или од 1,5 до 2 литра, зависно од фенофазата на развој на растението и културата која се одгледува. И нормално можниот потенцијал на зараза која секогаш имаме ние можност да ја согледаме со една стручна, целосна обиколка на теренот, преглед и така да се констатира сето тоа што е потребно. Кога ние зборевме за крушата или за дуњата и за ервинијата, мора да кажеме тоа го збориме од причина што тој препарат тука ќе биде едно квалитетно решение за таквото нешто кое Хемомак го прави и прави со многу други такви биофунгициди и други препарати кои навистина заслужуваат внимание. Ако збориме за крушката и за дуњата, не помалку и помали ефекти ќе имаме примерно при заштита на јаболкото. Знаеме ние дека јаболкото го прскаме преку 20-25 пати. Дали е тоа за вентуријата, дали е тоа за карпокапсата, дали е тоа за пепелницата и другите форми, тука со примената на ваксиплантот за сузбивање на бактериските племеници кај јаболкото, економските значајни болести, како што е чадливата краставост, дамкавоста на листовите, она што рековме во вентури и неквалисот, и тука ние со тоа постигнуваме на квалитетна, трајна, успешна заштита на јаболкото од разни тие чинители, токму со примената на ваксиплантот. Значи, и тука има начин да се знае дека препорачаната таа примена како превентива прво во фаза на миши и уши, кога е јаболкото, да кажеме, и до започнување на бербата, тој може да се применува како препарат, каде што сосема доволно е 1 литар од средството на хектар површина. Сега, која е фенофазата на разбојот? Тука количината на раствор по хектар површина, ако е во првите фенофази, кај овощарството, примерно 400, 600, 800 литра, во покасните фенофази, кога е интензивен порастот на растенијата, со лисната маса, со плодоносењето, со можностите на појава на овие болести и така натаму, тука веќе може да се оди со поголема количина на раствор по хектар површина и тоа што го спомнавме за ефикасноста и за опфатноста на целата лисна маса, која покасно се абсорбира и доаѓа во клеточниот дел на тие рецептори за кои зборевме, протеински рецептори на клетката, тоа мора да се направи со максимална микронизација на честиците и јак млаз со турбуленција, кој ќе го опфати целиот лисен потенцијал, кој ќе ги фати младите гранчиња, кој ќе ги фати плодчињата, да тие бидат на вистина со таа максимална микронизација на честиците, бидат на вистина во еден прав опфат на целото растение. И под таквите услови ние имаме фантастичен резултат. Дали треба 1, 2, 3 прскања? Голем дел од оние комерцијалните заштитари, ќе ги кажеме, тоа го прават на секоја недела по едно прскање и демек заштита е сигурна. Ние со тој принцип веќе оддавна расчистивме. Струката и науката зборува следливоста во заштитата на растенијата е основниот чинител дали треба, кога треба и колку треба третмани да има одреден насад. А сето тоа е следливоста на температурата, следливоста на релативната влажност на воздухот, следливоста на
потенцијалот од можниот потенцијал од патогенот кој е присутен и дали е присутен. Сите тие фактори струката ги констатира и врз основа на тоа дава налог за третман кој треба да биде квалитетно извршен. Тука рековме, оние дизни на бренерите, мора максималната микронизација да ја ите како овозможат, затоа што голем дел од инфективните процеси се на опачината на листот. Затоа што младото плодче, зафатено од листната маса овде, може и да не дојде во контакт и да не биде заштитена, и тука може инфекцијата може болеста да прошверцува. Со микронизацијата на честиците, со таквото нешто кое се случува со квалитетните турботонизери кои ги има, па чак и оние грбните прскачки кои се сега на електричен погон, на батерии, да кажеме, тука се постигнува на вистина еден фантастичен резултат во успешноста на квалитетна заштита на било кој насад. Ваксиплантот, почнувајќи од почетокот на развојот на вегетацијата, рековме, дали е тоа градинарска култура, дали е тоа цвеќарство, дали е тоа култура од гледување на отворено, дали е тоа овоштарство, лозарство. Сето тоа е опфатот каде што ваксиплантот си го наоѓа своето место и може навистина да даде фантастични резултати. Ние првичните наши истражувања кај доматата, дали е тоа за левелулата, дали е тоа за псевдомонасот, бактериските овие пламеници на домат и така натаму. Тука, дали е тоа за ботритисот, тука ваксиплантот постигнува фантастични резултати. И тука ние имаме навистина со еден квалитетен стручен пристап. Благодарноста ќе биде голема за таа новост која Хемомак ја пласира во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделското производство на што го имаме во нашата држава, со цел да се добие квалитетно производство во кое мора тоа да го потенцираме, нема резидуи и имаме квалитетно нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот, а и за европскиот пазар. На крај од ова издание на Агроспектар, професоре, што ќе порачаме? Нашата порака ќе биде итекако важна да оние луѓе кои изгубија од кајсијата, од праската, од било дел од лозата и така натаму, да не се обесхрабруваат, него на тие површини, бидејќи се работи за долгогодишни насади, тие треба да ги презимаат агротехничките и заштитните мерки, бидејќи сега ова година ќе се диференцираат добри родни папки за наредната година. Сега што се случи со ниските температури, не значи тоа да се остави дрвцето или пак било кој вид кој се одгледува, да се остави на случајност и да се затреви и да има проблеми. А сето тоа, добрите домакини веќе го сваќаат тоа и нашиот предлог е и обработката на почвата и останатите операции да се вршат нормално, што е во контекст на тоа да тој долгогодишен насад врати повеќе години од оно што е вложено во него, за да производителот со неговата фамилија има одредено задоволство. Благодарам. Сега, бидејќи сме веќе за неколку дена Великден, на сите земјоделски производители и редовни гледачи на КТВ телевизија, им посакувам срекни великденски празници и да се надеваме на подобри денови во агрот за Кавадаречкиот регион. Благодарам, професоре. Благодарам.
Почитувани, ви благодарам за времето и вниманието, ви посакувам секое добро. Ова беше уште едно издание на Агроспектар.